Денеска православната црква ги празнува Светиот Марко, исповедник епископ Артусиски, и преподобниот Јован Пустиник. Светиот Марко, исповедник епископ Аретусиски. За неговото страдање известуваат Свети Григори Богослов и блажениот Теодорит. Според тие извештаи, Марко во времето на царот Константин разорил некој незнабожечки храм и превел мнозина во верата Христова. Но кога дошол царот Јулијан на престолот и наскоро постанал одстапник од верата Христова, тогаш и некои аретусиски граѓани се одрекле од Христа и му се вратиле на незнабоштвото. И сега тие станале против Марко, затоа што им го разорил храмот, барајки тој или храм да се одзида или да плати некоја голема сума на пари. Бидејќи старецот Марко откажал да направи било што од тие две работи, бил тепан, исмеван и низ улиците влечен. Потоа му ги одсекле ушите со тенок и јак конец, па го слекле и со мед го намачкале, го оставиле врзан за дрво на летната горештина за осите, комарците и стршлените да го касаат. Но маченикот Христов се претрпел без овкање. Бил сосема стар, а во лицето светол како ангел Божи. Незнабожците се пониско ја спуштале цената на својот храм, барајки најпосле од Марко некоја сосема незначителна сума која тој лесно можел да ја даде. Но тој се одрекол да даде една паричка за таа цел. Неговата трпеливост направила огромен впечаток на граѓаните, поради што тие почнале да му се восхитуваат и да го жалат, па поради тоа и ја спуштале цената на својот храм скоро до ништо, само тој да остане во живот. Најпосле го пуштиле на слобода и еден по еден пак сите примиле поука од него и се повратиле во верата Христова. За слично дело пострадал во тоа време и ѓаконот Кирил од градот Илиопол под гората Ливан. Тој искршил некои идоли во времето на слободата на христијанството, та под Јулијан за тоа бил остро мачен. Толку биле лути на него озлобените незнабожци, што кога го убиле со своите заби, му ја расекле и му ја отвориле утробата. Истиот ден пострадали и многу други. Злобните незнабожци ги исекле нивните тела на парчиња, ги измешале со јачмен и им ги дале на свињите. Но казната ги стигнала набрзо. На сите им испопаднале забите и на устата им избила неиздржлива смрдеа. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, алилуја.
si, izvoli spasenija našego radi, voplotiti sja od svjatija Bogorodici i prisno Devi Mariji, nepreložno vočelo veći visja, raspnisjaže Hriste Bože, smrtiju smrt popravi, edin si sjatija Trojici, sproslavljajem i Otcu i Sjatomu Duhu, spasi nas. Преподобниот Јован Пустиник бил син на некоја жена христијанка Јулијана во Ерменија. Уште како момче ја оставил својата мајка и избегал во пустина. Сиот пламтел од љубов кон Христа Господа. Во пустината прво се предал на раководство на духовникот Фармути, кој толку се удостоил кај Бога, што ангел Божи секој ден му донесувал леп. Потоа младиот Јован се оддалечил и се повлекол во самотија. Се спуштил во некој бунар. Во него поминал 10 години во пост, молитва и во бдење. Светиот Фармути му носел од ангелскиот леп и му давал, зашто ангелот Божи не сакал лично да му дава леп на младиот Јован, за овој да не се погордее туку преку неговиот духовник отец Фармути. По 10 години тежок подвиг во бунарот, светиот Јован се представил пред Господа и моштите негови се покажале чудотворни. Поживеал и бил прославен од Бога и од луѓето во 4. век. Dostojno est Jakovo istinu, blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju i Mater Boga našego, česnejšuju heruvim i slavnejšuju besravnenija serafim.